Почитувани, здравствениот систем во Република Македонија од ден во ден се повеќе станува приватен здравствен систем, кој наместо кон пациентот единствено е ориентиран кон профитот. Владата на СДСМ и министерот за приватно здравство Венко Филипче се болест за јавното здравство. Нема никаква реализација, ниту пак подготовка за реализација на бомбастично најавуваните проекти за подобрување на здравствениот систем, кој ги вети СДСМ. Туку единствено гледаме зајакнување на приватните здравствени болници и во исто време континуирани обиди за деградирање на јавното здравство. Таква и последната идеја на комерцијалистот Зоран Заев и на министерот за приватно здравство Филипче за префрлање на државната кардиохирургија во приватна клиника, потоа давање на концесија на трансплантацијата на органи во приватни болници, најавено сето тоа како вид на јавно-приватно партнерство. Згора на сето тоа, замислете, тие објави и тендер за така наречена feasibility студија, за да се утврди дали треба да се приватизира итната медицинска помош и домашната посета. Почитувани, го повикуваме министерот Филипче јавно да потврди на македонските граѓани, па и на неговите пациенти, дека по завршувањето на неговиот мандат како министер за здравство, ќе остане барем 15 години да работи во јавното здравство и дека нема веднаш по завршувањето на функцијата да продолжи да работи во приватна болница. Ова, министерот за здравство, заменик министерот за здравство и докторите во кабинетот им го должат на граѓаните на Македонија, бидејќи денес со се што прават како така наречена реформа во здравството, тие единствено си го поплочуваат сопствениот пат за да преминат во приватна болница. Веднаш штом ќе им заврши мандатот. СДСМ и министерот Венко Филипче најавуваа спречување на кризите со недостаток на лекови, а граѓаните секојдневно се сведоци на недостаток на лекови на рецепта после 10 во месецот. СДСМ и министерот најавува укинување на економските директори, управните одбори на здравствените институции, дека со овие средства ќе биде финансирано покачувањето на платите на лекарите и на здравствените работници. Денес сме сведоци дека економските директори се сменети само селективно, се назначуваат нови, а хонорарите на членовите на управните одбори се зголемени за повеќе од 30%. СДСМ и Филипче докажаа дека единствено се борат за лично богатење на поединци во СДСМ. Сето ова представува уништување на се што е создадено во јавниот здравствен систем. Министерот склучува договори во 4 очи, работи на тендери и префрлање на парите во приватни здравствени болници. Ништо друго не ги интересира. Повеќе од очигледно е дека не се свесни за значењето на јавното здравство во една држава. Ставајќи ги инвестициите во приватниот здравствен сектор, уништувајќи го јавното здравство, тие единствено им штетат на граѓаните. Апелираме по сето ова што го прави министерот, да се обврзе откако ќе му заврши функцијата, да остане во јавното здравство минимум 15 години. Ако го направи тоа, можеби времето ќе покаже дека имал добра намера. Време е да се стави крај на ова црнило, која зави Македонија и обстојува повеќе од година и половина. Граѓаните со својот глас ќе стават крај на црнилата и на деградацијата на здравствениот систем. Сите оние кои виделе мака од деградираното здравство од страна на СДСМ, ги повикуваме да ни се придружат утре во Кочани и следната среда повторно во Скопје на протестен марш. Ви благодарам за вниманието.